За 50 денари се зголемува членарината за читателите, основците и средношколците за користење на услугите на библиотеката Тане Георгиевски. 50 денари дневно ќе плаќаат и граѓаните, претежно студентите кои што најчесто ја користат читалната. Одлуката е донесена на денешната седница на Советот на општината. Дали постоела методологија при донесувањето на одлуката за зголемување на членарината? Направена ли е посериозна анализа за зголемувањето од причина што повисоките цени може да резултираат со одлив на членството? Кога ќе профункционира читалната? Зошто детскиот оддел не се загрева доволно? Дали законски се реализирани неколкуте последни вработувања, но и што се превзема за популаризација на книгата? Беа дел од прашањата на советникот од СДСМ Александар Јовановски до директорката на библиотеката Христина Алексовска. Дали читалната работи? Знаеме дека се уште не работи, функционира како работилница и дали таа работилница, мислам, се користи само за промоции и за настани, кои што си ги организира библиотеката, меѓутоа, мислам дека тука е, дали мислите дека е крајно време, директорка, ова читална да профункционира и да почне да работи. Има реакции исто така и во делот на работата на одделот за деца. И кога сме веќе и кај здравјето. Имам информација и знам дека е точно, не ми треба потврда, дека одделот за деца веќе месец дена нема загревање. Значи, има струја, меѓутоа нема загревање. Предпоставувам, може би дошла висока сметка за електрична енергија, па сте одлучиле да им пуштите струја, меѓутоа да немат грејење. Се работи за просторија за оние кои што може би не знаат, од околу 200 квадрати на која функционира само една грејалица. Гледам дека само во најголем дел се работело со изложби и со работилници. Во 21 век, во време на таква дигитализација, користење на социјалните медиуми стана нешто најнормално. Маркетиншки ова ништо не е покриено. Не постои никаква онлайн промоција на овие настани. Исто така, во овој дел, во делот на популаризацијата, требаше фокус, односно акцент да се стави на промоции на добитници на награди, значи на писатели од Друштвото на писатели, и истите да бидат за кои имаше предвидено средства. Читалната најверојатно ќе проработи од понеделник, но според важичките протоколи треба да бидат исполнети само 30% од вкупниот капацитет кој што изнесува 20 места, рече директорката Алексовска, дополнувајќи дека спомнатите вработувања се законски. Се затоплува просторијата во која се сместени вработените на детскиот оддел, а библиотеката се уште е втора во државата по бројот на набавени книги и литература. Имаме еден проблем со читална, не знам колку сте запознаени. Читалната, значи, треба да биде пополнета 30%. Што значи дека од 23 места, отприлике 6-7 места треба да бидат пополнети. Ова го направивме, значи 50 денари, за да ние на некој начин секој има можност да се менуваат читателите. Вие рековте дека нема грејење во детскиот оддел. Во детскиот оддел, значи тоа каде што местото каде што работат вработените, еве ќе направам споредба и како оваа соба тука. Тоа тука. Значи со една грејалица може да се грее. Ходникот, значи го исклучивме затоа што нема потреба да се грее. Исто сакам да напоменам за промоција на книги. Значи тоа ние не можеме да го вршиме пред да добиеме генерална согласност од Министерство за култура. Значи тоа обично се добива во април. Кога ќе добиеме таа генерална согласност, тоа го правиме тоа. Како можеме ние да пренамениме средства кога вработувањето е извршено во ноември? Декемвриска плата се зима дури во јануар, така да мислам дека тука нема ништо спорно во врска со тоа финансирање што го спомнавте. Во делот на пренамена на средства, баш тоа го образложив со тие 4 вработувања, како што велите, платата во декември се зема во јануари, меѓутоа постојат одлуки и верувам дека ќе се докаже и тоа како се пренаменети тие средства, зошто мислам дека тоа малку е дискутабилно како
се пренаменуваат средства од набавка на книги, ако земеме во предвид дека до пред 5-6 години библиотеката Тане Георгиевски беше втора по снабденост со книги и литература во Република, во државата. Она што го слушнав по сомнителни околности вработување, знаеме како оди процедурата за вработување, тука нема ништо спорно, значи си има критериуми, си имаме правилник како се прави вработување, значи си имаше интервју, се разгледуваат документи, така да како и секое вработување, така и ова вработување си беше како што треба. Тоа не зависи од нас, значи библиотеката тука нема никаков удел, значи самата комисија која што ја вршеше селекцијата, интервјуто беа од надвор, така да библиотеката тука нема ништо, така да не можам да зборувам нешто во друго име. Библиотеката Тане Георгиевски минатата година за набавка на нови книги потрошила 1,4 милиони денари.